Добро вечер во централното издание на вестите. Овдеме со настаните на денот. Наместо македонски, бугарското МНР употреби фраза «достапен јазик во Македонија». Скопје и Софија со остри тонови за акцијскиот план. 5 деца и 2 мажи се повредиле од петарди. Кај дел биле ампутирани прстите. Ампутирани се дел односно врвовите на прстите. МВР размислува за заострување на казните. Испорачана нова опрема за справување со цврстиот отпад за Пелагонискиот и југозападниот регион. Ова опрема не е само техничко средство, таа е символ на системска промена. УЈП уверува дека нема да има двојно оданочување. Доказите за платен данок во странство и натаму ќе се прифаќаат. Ние ќе им овозможиме на граѓаните и дополнително да поднесат доказ. Николас Мадуро денеска на суд во Њујорк. Привремената влада во Венецуела отворена за соработка со САД. Очекуваме европско однесување од Бугарија и признавање на македонскиот јазик. Вака македонското МНР реагираше на ставовите од официјална Софија за акцијскиот план, каде наместо македонски јазик беше употребена фразата «достапен јазик во Македонија». Повеќе од Ивана Стојановска. Наместо да биде поздравен како конструктивен чекор напред, акцијскиот план за малцинствата е предмет на апстрактни и неосновани коментари од страна на Бугарија, а тоа не придонесува за градење доверба меѓу двете држави, реагира од македонското МНР, откако од официјална Софија обвинија за отстапување од македонска страна од постигнатиот консензус во 2022-та. Во соопштението од бугарското МНР, македонскиот е наведен како достапен јазик на македонските граѓани и институции. Наместо неаргументирани коментари, од нашиот сосед очекуваме европско однесување, меѓу другото и по однос на целосната почит и признавање на македонскиот јазик. Предлог акцијскиот план за заштита и унапредување на правата за припадниците на заедниците е изработен на македонски и англиски јазик од домашни и меѓународни експерти во блиска консултација со Советот на Европа и Европската комисија. Документот содржи јасно дефинирани мерки и рокови и е целосно усогласен со највисоките европски стандарди, се наведува во реакцијата од МНР. Бугарија претходно обвини за измислени тези од властите во Скопје, кои според нив отстапувале од суштината на европскиот консензус, а во соопштението од бугарското МНР се наведува дека акцијскиот план бил доставен на англиски јазик. Од официјална Софија велат и дека планот за правата на заедниците требало да следи по внесувањето на бугарите во македонскиот устав. Прашањето на кој јазик треба да биде планот за правата на заедниците што се очекува од Македонија е внатрешно прашање на соседната земја и не е тема на билатералните односи. Документот ќе го спроведуваат токму незините институции кон сопствените граѓани и логично е дека треба да биде на јазик достапен за нив. Изборот на Скопје да им го представи нацрт планот на своите граѓани на англиски јазик е тешко за објаснување, особено ако се планира планот да биде реално спроведен, велат од бугарското МНР. Реакцијата на официјална Софија следува по изјавата на премиерот Мицкоски дека акцијскиот план за малцинствата бил блокиран затоа што на Бугарија и пречи македонскиот јазик. Ваквиот последен потек на Софија, според Мицкоски, уште еднаш покажува дека спорот меѓу двете земји нема врска со малцинствата, ниту со нивната заштита, туку дека станува збор за нешто многу подлабоко, што воопшто не е поврзано со копенхашките критериуми. Менуваме тема. На новогодишната ноќ 7 лица, од кои 5 деца се здобиле со повреди на рацете од испукани петарди. На дел од нив, поради сериозноста на повредите, им биле ампутирани прстите. Министерот Тошковски најави поригорозни казни за пиротехниката и откри дека залутан куршум е причина за смртта на 2-годишното дете. Деталите од Дејан Трајковски. И дефинитивно обдукцијата утврдила куршум е причината за смртта на малечкиот Нагиб, кој за нова година беше погоден во глава пред неговиот дом додека гледал огномет, пошто подоцна и подлегна на повредата во болница. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски посочи дека станува збор за залутан куршум и дека се преземаат сите мерки за пронаоѓање на сторителот, иако вели нема да биде лесно. Што се однесува до обвинувањата на семејството на детето за полициска бруталност, Тошковски вели дека има внатрешна
истрага и дека таа ќе утврди дали полицијата, која била повикана поради агресивно однесување на повеќе лица во градската болница, си ги надминало властувањата. Истрагата е во тек, ќе продолжиме да ги превземеме сите оние надлежни чекори, се со цел да утврдиме на крајот конкретен сторител. И без оглед на тоа што во ваква ситуација и вас ви е познато дека навистина овие се доста тешки случаи за детектирање и откривање на конкретен сторител. Станува збор за интервенирање од страна на полициски службеници по добиено барање за интервенција за агресивно и недолично однесување во рамки на градската болница Скопје. И покрај бројните кампањи против пиротехничките средства и заплените на истите, сепак на први на полноќ градот течеше од експлозии и огномети, па министерот Тошковски смета дека е потребна поригорозна казнена политика која би спречила петардите да завршат во рацете на децата. Во меѓувреме, ниту оваа година не изостанаа повредите од петарди, дел од нив резултирале со ампутации. Двајцата се 50 и 58 годишна возраст, машки пациенти, мажи кои што едниот повозрастниот сакал да покаже како изгледа да се пукаат петарди пред внука, што сам навистина несовесно од негова страна. И ампутирани се дел односно врвовите на прстите, а другиот 50 годишниот ја зима петардата од детето за да не се повреди детето. Таа експлодира во нивните раце. Најчесто петардите во рацете на децата завршувале откако родителите им ги купиле, вели директорката на клиниката за пластична хирургија Јасмина Ѓоргиевска-Павловска, податок кој произлегол од разговорот со основците во рамките на кампањата против пиротехника. Министерот Тошковски, кој посочи дека бројката на заплени на пиротехника ја надминала минатогодишната, откри дека во полициските акции бил уапсен и полицаец од Велес, кој учествувал во шверцување на пиротехника. Православните христијански верници во земјава утре го слават Бадника, вечерва се палат традиционалните колидарски огнови. На една од локациите во Скопје е Афродита Рамос. Афродита, дали огновите веќе се разгорени? Љубица, екипата на Канал 5 се наоѓа во скопската населба Волково. Пристигнавме за да присуствуваме на една драга народна традиција, тоа е палењето на бадниковите огништа. Како што можеш да видиш зад мене, оганот се уште не е запален, но течат подготовките, се носат масите, казаните, озвучувањето е веќе на место, се е полека подготвено за да стигнат нели и соседите. Впрочем, обичниот термин, обичното време кога започнуваат овие народни собиранки е некаде помеѓу 19 и 20 часот, но ние пристигнавме малку порано за да ги пренесеме и подготовките. Љубица, за голем дел од свештениците ова е релативно нова традиција која нема темели во религијата, но сепак останала како една душевна народна собиранка, секој од соседите да донесе нешто за јадење, за пиење од дома, да ја постави на комшиската заедничка трпеза со заедничкото лепче со паричка, да се скрши меѓу соседите, да се види нели кој е кумот за наредната година. Секако нели се е во духот на таа местна иницијатива каде што соседите заеднички се собираат со традиционална музика, песни и ора заеднички да го прослават еден од најголемите христијански празници. Како што нели вели народот, кај да си за Божик дома да си, па еве и во тој дух архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан испрати Божикно послание. Во текот на денот тој им ги честита божикните празници на, како што вели, сите чеда на Македонската православна црква, каде и да се ни светот. Затоа тука ќе искористам приликата и од ова теренска екипа на Канал 5 и ние да им ги честитаме божикните празници на нашите гледачи. Ние остануваме да ја проследиме прославата. Се надевам дека повеќе детали од атмосферата ќе можете испратиме во следното вклучување. Студио. Ти благодарам. Афродита Рамос во живо од Волково, една од локациите каде вечерва се палат коледарските огнови. На денешната вонредна седница на Советот на град Скопје, посветена на аерозагадувањето, градоначалникот Орце Ѓоргиевски информираше дека изречени се казни до 53.000 евра за загадувачите.
Извршени се изминатиот период на објекти кои што поседуваат Б интегрирани еколошки дозволи, прекршочни платни налози и глоби вкупно 90, врачени решенија за задолжување се 33, надзори 35 вонредни, како и опомени 290. При тоа, само инспекторите за животна средина имаат извршено повеќе од 45 вонредни инспекцијски надзори, со кои се исконтролирани правни субјекти, кои се наоѓаат во кругот на поранешни фабрики Охис и Стаклара, но и контрола на правни субјекти на подрачјето на општина Сарај. Изречени се глоби во висина од 1000 до 53.000 евра. Државата прави исчекор кон современо, одржливо и европско управување со отпадот, порача премиерот Мицкоски на презентацијата на новата опрема за справување со цврстиот отпад за општините од Пелагонискиот и југозападниот регион. Проектот опфаќа изградба на 3 регионални санитарни депонии, санација и затварање на 3 постојни нестандардни депонии, изградба на претоварни станици, како и набавка на опрема и механизација за собирање и транспорт на отпадот за вкупно 5 плански региони во државата. Особено значајно е што со оваа опрема го подготвуваме системот за целосно функционирање на идната регионална депонија и центар за управување со отпад во Новаци, како и претоварните станици во Кичево, Охрид, Прилеп и Дебар. Тој е регионален пристап што носи ефикасност, економска оправданост и долгорочна одржливост. УЈП нема да попушти за наплатата на данок за приходи од странство, но ќе даде време граѓаните да приложат докази. Директорката Петрова вели дека како институција се свесни за реакциите, но додава дека законот мора да се почитува. Сандра Спасовска. Граѓаните кои платиле данок на доход за 2020 година во странство, а на кои сега им е пристигнато даночно решение од УЈП и по истото постапиле, се уште имаат време да приложат докази до управата за јавни приходи и доколку се утврди дека средствата им се двојно оданочени, може да се изврши враќање или да се прифатат за друг долг следната година, вели директорката на УЈП Елена Петрова. Таа уверува граѓаните се уште имаат време да приложат докази и тврди дека согласно законите и меѓународните договори не може да има ниту двојно оданочување, ниту двојно ослободување. Во однос на најавите од граѓани дека ќе превземат чекори и ќе ги оспорат случаите пред управниот суд, Петрова вели тоа е законско право и уште еднаш повтори дека нивната активност не била брза и ненадејна, туку само спроведување на законот. Ние ќе им овозможиме на граѓаните и дополнително да поднесат докази, значи еве во овој период за граѓаните кои што го платиле данокот во странство и сега постапиле и платиле по даночните решенија, секако дека ќе бидат земени во предвид сите докази, доколку е возможно, значи платениот данок во странство да се прифати како даночен кредит, уплатата што е извршена овде може да се изврши враќање или да се прифати за друг долг за следна година на соодветното лице. На пресконференција по повод стартот на пилот фазата на e-фактура, чиј тест период според најавите ќе трае до крајот на третиот квартал од годинава, процес со кој според надлежните ќе се овозможи поефикасна наплата на даноците и посилна борба против сивата економија, министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во однос на даночните решенија од 2020 година рече дека не се работи за никакви законски измени и дека секој граѓанин треба да си ги знае обврските кон државата. Ние ниеден закон не сменивме до сега. Ниту еден. Даночните обврзници треба да ги знаат законите и да ги почитуваат. Кога станува збор за потврдите за остварување на доход во странство, секој од нас треба да знае дека кога го остварува доходот во странство, во исто време треба да обезбеди потврда. Инаку од 11.000 граѓани данок за 2020 година бил утврден кај 6.600. За останатите било констатирано дека доходот не подлежи на оданочување. Денеска засегнати граѓани од Куманово, кои изминатите години главно работеле во базите во Ирак и Авганистан, повторно излегоа на протест пред канцелариите на управата за да го искажат својот револт. По основ на овој данок за 2020 година УЈП досега наплатила 3 милиони евра, а според најавите, тие освен 2020 ќе ги проверуваат и останатите години.
Државната изборна комисија на денешната седница донесе повеќе одлуки поврзани со финансиското работење и техничката организација на претстојните повторени локални избори закажани за 11 јануари. Комисијата ја усвои предлог одлуката за доделување авансни средства на вработените во комисијата и за лицата ангажирани за транспорт на доверлив изборен материјал. Со оваа одлука се регулираат трошоците за лицата кои ќе вршат достава на материјалите во општините Маврово, Рустуше, Центар, Жупа, Гостивар и Врапчиште, каде ќе се повторат изборите. На седницата беше усвоено и упатството за гласање за локалните избори, со што, како што соопштија оттаму, се заокружуваат правните и техничките процедури пред гласањето в недела. За ова тековна 2026 година имаме на располагање вкупно 153 милиони 196 илјади денари, од кои за тековни расходи ќе бидат 103 милиони 196 илјади денари, додека за изборната програма и изборните процеси ќе бидат издвоени 50 милиони денари. Организацијата на престојните локални избори во општините Маврово и Ростуше, Центар, Жупа, Гостивар и Врапчиште, како и на сите други засегнати лица кои што ќе бидат од страна на Државната изборна комисија ангажирани во постапката на транспорт и достава на доверлив изборен материјал, како што се припадниците на Министерството за внатрешни работи, им се определуваат авансни средства кои што ќе бидат, како што кажав, и наменети за достава на доверлив изборен материјал, и тоа гласачки ливчиња и изводи од избирачки список, како и за достава на уредите за биометриска идентификација на гласачите. За ова тековна 2026 година имаме на располагање вкупно 153 милиони 196 илјади денари, од кои за тековни расходи ќе бидат 103 милиони 196 илјади денари, додека за изборната програма и изборните процеси ќе бидат издвоени 50 милиони денари. Грипот зема замав. Амбулантите полни со пациенти, а на удар по новогодишните празници најчесто се најмалите. Сепак, министерот за здравство Алиу вели дека состојбата не е алармантна и дека бројките соодветствуваат на сезоната пред пикот на грипот. Сања Трајковска Ставров. Полни чекални. Нема крај на гужвите пред матичните ординации, бидејќи грипот зема замав, особено кај дечињата. Во една смена кај педијатар во просек има по 50 пациенти. Дополнителни се оние кои бараат помош на телефон, вели за Канал 5 доктор Мира Атанасова, која речиси сите празнични денови ги минува во својата ординација поради напливот на пациенти. Малите доенчиња се на удар, поради тоа што се најкревки, а симптомите што периодов ги кутнуваат и децата и возрастните се висока температура над 39, болка низ телото, главоболки и кашлица. Верувате, секој јавување или овде појава во ординација е над 39,5, значи температура високо фебрилна. Најчесто родителите велат дека е нагли тој почеток, што нас како лекари ни е сомнеш дека се работи за вирусот на грип. Многу од тие деца најчесто ни се пожалуваат на силна главоболка, на општа премаленост, болка во коските, во мускулите, во зглобовите. За неколку часа тие дечиња веќе се легнати во кревет, значи се тешко болни пациенти. Ние апелираме и сугерираме веднаш да не се посетува лекар. Сите дома сметам дека имаат антипиретици од парацетамолски и бруфенски тип на лек. Докторите велат дека грипот не минува преку ноќ и најмалку една недела ќе ве принуди да лежите, но лек за вирус нема. Мора да се третираат само симптомите. Брзо на лекар е неопходно да се дојде само ако има компликации, особено кај доенчињата. Според министерот за здравство Азир Алиу, зголемувањето на бројот на прегледи е очекуван за почетокот на сезоната и не смета дека состојбата е алармантна, па за сега нема потреба од мерки и препораки од Комисијата за заштита од заразни болести.
Во моментот немаме некој зголемен број за да кажеме дека е алармантен, а во споредба со претходните години, но се уште еднаш велам дека се уште не сме во тој пик на сезонскиот грип за да правиме соодветна компарација помеѓу оваа година и претходната година. За сега немаме такви индиции за дополнителни мерки. Старт на сезоната на грипот, кој пикот вообичаено го достигнува во февруари, регистрираа и последните извештаи на Институтот за јавно здравје. Лекарите препорачуваат периодов на природен начин да се зајакнува имунитетот, почесто да се престојува на планина и чист воздух, а да се избегнуваат затворени простории со големи гужви. Дарувањето на органи е најблагодарната состојба во медицината. Координаторката на процесот на трансплантација Елена Кузмановска за Канал 5 објаснува како со помош на трансплантирани органи се продолжува живот, но им помага и на луѓето да се спречи инвалидност. Со неја разговараше Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Оваа година имавте нови трансплантации на органи што досега не се трансплантирани кај реципиент од страна на кадаверик. Најголем успех во 2025 година во областа на трансплантација во Македонија беше трансплантацијата, воведување на сосема нова метода, што досега не се работела во Македонија. Се работела порано во 50-тите години, меѓутоа многу на поназаден медицински поназадна методологија и од тогаш е замрена и сега после 40 години речиси ја воведуваме повторно. Тоа е методологијата трансплантација на корнеи. Корнеа е рожница, значи ткиво од окото, при што со тоа се спасуваат пациентите од слепило. Многу благородна трансплантација. Таа трансплантација, за да се изреализира, имавме долга подготовка, прецелогистичка, за тоа што се работи за субстанции од хумано потекло. Морам да кажам дека ткивата, корнеите се увезени од странски банки на ткива. Ние немаме наша банка за ткива. Пациентите беа внимателно селектирани од клиниката за очни болести. Правната рамка и логистиката ја добивме од повеќе релевантни институции. Значи, тоа беше еден процес кој што траеше долго. Морам да ги спомнам здравствените власти, секако Министерството за здравство, владата, правните служби на владата, кои што ни дадоа правна рамка да можеме ние да увеземе субстанции од хумано потекло и да ја започнеме оваа метода. И секако колегите американци од Универзитетот Дјук во Соединетите Американски држави, многу високо рангиран во областа на клиничка медицина, особено офталмологија, кои што дојдоа несебично и како едукатори и како оператори да ни помогнат да ја проводиме оваа метода. Ова не беше еднократна соработка, ова е соработка која што ќе трае, веќе во февруари ги очекуваме повторно. Значи, тоа ќе биде динамичен процес се до наше потполно осамосталување. Меѓутоа, методата е воведена. Вкупно во 2025 се извршени 35 трансплантации во Македонија. Значи, зборувам за органи и ткива. Имаме извршено две трансплантации на црн дроб, тие се од починат болен. Тие се успешни, пациентите се здрави, се дома, доаѓаат на редовни контроли, ние многу се радуваме кога ќе ги видиме и они се радуваат кога ќе не видат нас. Колку е важно органодарителството со оглед на тоа дека веќе правите трансплантации на коскена срцевина и кај деца кои што се родени со деформитет на стапалата? Многу е благородно заради тоа што тие нема да имаат инвалидитет во тек на животот. Трансплантација кај деца, особено беа направени две трансплантации кај 13 годишно и 14 годишно дете кои што имаа вродени аномалии. Аномалиите се коригирани со коскено ткиво добиено од починат дарител, кој што, како што кажав, е од банката на коскени ткива. Што е благородноста на таа операција? Благородноста на таа операција што овие деца ќе продолжат да живеат нормален живот. Нема да имаат инвалидитет. Значи, трансплантацијата не само што спасува животи, туку и го подобрува квалитетот на живот. Значи, имаме сега пациенти кои што гледаат, а претходно биле слепи, кои што биле на диализа, а сега веќе не се на диализа, кои што биле во животно загрозувачка состојба, тоа се црните дробови, значи
кај нив ако не се трансплантира нема алтернатива. Како иде процесот на трансплантација? Кај нас нема оставање картички за трансплантација, туку крајниот збор повторно го има семејството на починатиот. Така. Нашиот закон предвидува дека ние сме сите донори. Освен ако експлицитно во тек на животот не сме се изјаснили и заверено кај нотар дека не сакаме апсолутно да бидеме донори. Процесот тоа може би малку и го отежнува заради тоа што ја отежнува работата на нас координаторите, затоа што на пример во Америка си има донорска картичка, тоа значи дека кај матичните доктори или во други установи се регистрираат и тие едноставно знаат, си имаат регистар на донори. Ние немаме регистар на донори, ние имаме регистар на потенцијални реципиенти. Зошто немаме регистар на донори? Зошто де јуре сите сме донори, меѓутоа де факто не сме. Де факто зависиме од волјата на нашите роднини после нашата смрт. Заради тоа е убаво секој од нас да си размисли па и да си остави некаков вид на завештание кај своите роднини најблиски, дека ете ако се случи нешто и мојот мозок умре, јас сакам моите органи да продолжат да живеат кај друг. Како се ближи крајот на откупот на тутунот, така расте интересот на тутунарите за новите откупни цени кои ќе им ги определат откупувачите. Тутунарите бараат итни законски измени за да можат и тие да учествуваат во формирањето на откупната цена за следната година и да се воведе механизам за корекција на цените месец дена пред почетокот на откупната сезона. Игор Манасиевски. Да се усогласува откупната цена на тутунот 2 пати во годината. Сега е периодот кога по завршувањето на откупот монополите ќе одредат цената на тутунот за до година, а представниците на тутунарите и земјоделските здруженија бараат во новиот закон да се воведе и обврска на 30 дена пред почетокот на откупот да се направи корекција на откупната цена во однос на висината на трошоците кои ги имале тутунарите при производството, животниот стандард и цената на работната сила. Само на овој начин, сметаат тутунарите, дека нема да бидат дискриминирани и би се постигнала реална откупна цена. Проценката би се вршела по класи, постигнувајќи просечна откупна цена од 600 денари за килограм. Изминативе 3 години, како Национална земјоделска мрежа, одржавме бројни средби со тутунопроизводителите и додовме до заклучок дека тутунот треба да биде најмалку 600 денари просечна цена и дека мора да биде во класи. Зошто? Да се запази квалитетот и да не се загрози брендот македонски тутун. Бидејќи порано на времето македонски тутун беше познат како најдобар, да речеме, еден од најдобрите светски производи во тутунската индустрија. Значи, квалитетот мора да се запази, мора да биде во класи, но класите мора да бидат многу повисоки. Во пресрет на најавените измени на законот за тутун, со кој се планира да се доуредат неправилностите кои се согледале од терен, тутунарите бараат и укинување на увозот на ориентален тип на тутун во земјава за да не се користи како алатка за намалување на реалната откупна цена. Едно од најзначајните прашања по кое се обединија сите тутунарски здруженија е во законот да се вметне правото и тутунарите да учествуваат во формирањето на откупните цени со оглед на тоа што оваа култура не се продава на слободен пазар, но сите се сложни дека мора во измените да има прецизни и обврзувачки правила при одредувањето на откупните цени. Досега откупени се околу 23 милиони килограми на тутун по цена од околу 420 денари за килограм. Годинава заради доцните дождови има доста тутун кој доцна се обра и на кој му треба време да се исуши и подготви, заради што тутунарите бараат да се држат отворени дел од откупните пунктови до крајниот законски рок, а тоа е 28 февруари. Повторно сме заедно и во вечерните вести. Гледајте не.